Добар ден до сите вас што се одлучивте да бидете на фреквенција телевизија Сонце и да ме дружите во овие 60 минути во емисијата Сончевина. Денес имаме интересни прилози, интересно гостување и тема која што ја зададовме минатата емисија, тоа е македонската жена како домакинка, мајка, жена полна со обврски и тоа колку таа има време за себе, дали си одвојува време за релаксација, убавина, нега и слично. Сите ваши коментари ги очекувам на 3130-137 и 3211-906, како и нашата мејл адреса која што постои само за вас, sonchevina@tv-sonce.com. Во прилог за добро расположение следува музичка номера, а тоа е Елвир Мехич. Уживајте! Под лице во што ми е стално насмејано, вешто сокривам јас едно друго расплакано. Тоа лице без јај, ретко јас го откривам, само кога сум сам и за тебе штом заплачам. Уште те има во секој мој здив, во ова срце од сите те скрив. Уште се плашам да признам дека и утре ке се разбудам сам. Уште во мојот дом стално стои отклучено. Ако наминеш ти, само влези си слободно. Уште твојата страна стои празна од креветот. Таму плачам за нас, кога луцум на животот. Уште те има во секој мој здив, во ова срце од сите те скрив. Уште се плашам да признам дека и утре ке се разбудам сам.
секој мој здив, во ова срце од сите те скрив. Уште се плашам да признам дека и утре ке се разбудам сам. Следуваат минутите каде вклучуваме представник од Автомотосојузот на Република Македонија да ни информира какви се патиштата, каков е сообраќајот во Република Македонија. Никако временце во се не лаже, се надеваме на снегчено, никако обилно да завадне. Ајде да видиме како стои ситуацијата со патиштата. Димитрија Димевски го имаме од Автомотосојузот на Република Македонија. Добар ден до вас. Добар ден. Повелете. Благодарам. Сообраќајот на сите магистрални и регионални патни правци во државава се одвива во зимски услови, забавено и отежнато по влажни коловози со сатоци од каша снег на коловозот. Особено ова се однесува за југозападниот и западниот дел од земјава, додека во југоисточниот дел се бележат врнежи од дожд. На планинскиот превоз стража моментално има забрана за движење на тешки товарни возила, а на патот кон граничниот премин Деве Бајр воведена е задолжителна употреба на зимска опрема за тешките товарни возила. Патниот правец Гевгелија Сврдлива вода е проводен, а останатиот дел од патот до ски центарот Кожув се уште се расчистува. На патниот правец Девар Струга има често појава на одрони, па затоа препорачуваме крајна внимателност. До сите возачи препорачуваме внимателно возење, прилагодена брзина од движење и одржување на потребното расстојание помеѓу возилата. Интензитетот на сообраќај е умерен на патните правци надвор градските средини, а на граничните премини нема подолги чекања за влез и за излез од државата. Посетување до сите возачи за законската обврска за задолжително поседување на зимска опрема во возилата која ќе трае до 15 март 2012 година. Повеќе информации возачите може да добијат телефонски број 15555, а за помош на пат 196. Имајте го. Благодарам за вашето јавување. Дали сега имаме представники од Хидрометеоролошкиот завод или малку да направиме пауза со интересни сервисни информации земени од некои електронски и пишани медиуми. Макфакс добивме информација дека ученички проект се случува Европска кујна на македонски начин. Презентација на ученички проект Европска кујна на македонски начин вечерва во просториите на Стопанска комора на Македонија ќе изврши средното угостителско туристичко училиште Лазар Танев. Станува збор за настан кој прв од овој вид на нашите простори се состои од дегустација и промоција на традиционални европски јадења од Србија, Словенија, Русија, Австрија, Германија, Чешка, Италија, Франција и Турција. Но сите тие подготвени на македонски начин. Слушнав од режија дека имаме сега представники од Хидрометеоролошкиот завод на Република Македонија. Здраво до вас. Добар ден. Дали се слушаме? Да, се слушаме. Повелете, дајте ги информациите кои ги очекуваме. Ви благодарам. Во текот на денот нашето подречје е под влијание на циклонска активност и влажни воздушни маси кои ќе условат облачно време со врнежи од снег, а во крајните југоисточни делови врнежите ќе бидат од дожд и снег, кои во текот на ноќта ќе преминат во снег. Наместа врнежите ќе бидат пообилни и ќе се формира нова снежна покривка. Ќе дува умерен повремено засилен ветер од северен правец. Највисоката температура на воздухот за денеска ќе се движи во интервалот од -2 до 3 степени. Во Скопската котлина во текот на денот ќе биде облачно со повремени врнежи од снег и ќе дува умерен повремено засилен ветер од северен правец. Највисоката температура на воздухот ќе достигне до нулата. И во текот на утрешниот ден не се очекува некоја промена на времето, се уште ќе бидеме под влијание на циклонска активност и влажни воздушни маси, особено пред пладнето, кои ќе условат претежно облачно време со повремени врнежи само од снег. Ќе дува умерен повремено засилен ветер од северен правец. Утринските температури на воздухот ќе се движат од -6 до нулата, а дневната највисока температура нема многу да се разликува од утринските и ќе биде во интервалот од -5 до 1 степен.
Ви благодарам. Сите ние во исчекување на снегчето кое никако оваа зима да дојде, некако долго касни веќе, но ќе стигнеме. Слушнавте сами, се наближува тој бран кој што ќе ни израдува сите надвор, ќе не да направиме по еден снешко белич. Добро. Значи, како што ви кажав, информацијата за ученички проект Европска кујна на македонски начин. Следна информација имам земено, односно позајмено, за да ви испрезентирам од Нетпрес. Македонската музичка легенда Тоше Проески, доколку беше жив денеска ќе наполнеше 31 година. Тоше беше познат хуманист и заедно во негова чест денеска Црвениот крст заедно со Тоше фан клуб ќе организира крводарителска акција што ќе трае од 10 до 18 часот во домот на армија во Скопје. Сдруженијето на телесно инвалидизираните лица на град Скопје, Мобилно Скопје, пак организира бесплатен такси превоз за членовите на спомен куќата во Крушево за сите оние на Сдруженијето кои што сакат да го посетат гробот на Тоше Проески. Во чест на неговиот роден ден, во саботата се одржа и концерт неговите арии, тоа веќе кажавме. Исто така, значи, оно што беше најдобро кај нас и што го знаевме кај Тоше е дека беше еден од најголемите звезди на целиот Балкан. Тажна информација, но ете, животот е малку суров некогаш. Добро е што ние луѓето сме тука за споменот негов да го продолжиме со вакви акции, со ваква поддршка и така натака. Од денеска аплицирање за Купи куќа, купи стан. Од денеска граѓаните ќе можат да поднесуваат барање за поволностите од владиниот проект Купи куќа, купи стан. Апликациите до банките ќе се доставуваат до 1 март. После тоа ќе следи одобрување и првите кредити треба да се исплатат на почетокот на април. Проектот е наменет за сите граѓани, а особено за оние што имаат пониски примања. Услов за учество е барателите на кредитот да немаат примања поголеми од 900 евра месечно, цената на недвижноста да биде над 900 евра метар квадратен, а кредитот да не надминува 50.000 евра. Тоа бе информациите, оние сервисни информации. А сега следува прилогот Дали сте знаеле, во кој ќе слушнете интересни занимливости од човековото живење. Да ги проследиме. Дали сте знаеле како гасеницата се претвора во пеперутка? Малку е тешко да се поверува дека такво прекрасно суштество како пеперутката некогаш било грдо, несакано суштество како гасеницата. Постојат 4 фази во животот на пеперутката. Процесот на премин од една во друга фаза е наречен метаморфоза. Првата фаза започнува кога женката ги лежи своите јајца, обично на растение кое произведува храна. Наскоро потоа гасеницата, наречена ларва, започнува да се формира во јајцето. По неколку дена или неколку месеци гасеницата е доволно голема за да излезе надвор и да продолжи да се развива. Започнува со јадење на лушпата од јајцето, па продолжува да ги јаде листовите на растението каде што се наоѓаа јајцата. Целосно пораснатата гасеница лачи течност од жлездите под устата. Оваа течност се стврднува во свилен конец кој што гасеницата го предава на лист или гранче. Во оваа фаза, како во школка, го обвива своето тело. Во внатрешноста на школката гасеницата се преобразува во пеперутка. Оваа фаза трае од околу 10 дена до неколку месеци. Кога ќе стане доволно зрела, изфрла течност која што и помага во омекнувањето на школката. Во рок од половина час пеперутката си пумпа крв во своето тело. Крвта започнува да циркулира, со што е подготвена да одлета. Дали сте знаеле кој е најголемиот град во светот? Град со најголема популација денеска е Шангај, Кина, во кој живеат околу 10 милиони луѓе. Мексико Сити е втор по големина, во кој живеат околу 9 милиони луѓе, потоа Токио со 8,6 милиони жители, па Њу Јорк со повеќе од 7 милиони жители. Но ако се гледа од страна на пространство на кое се простора градот заедно со неговата околина, тогаш Њу Јорк е најголемиот град со околу 16,4 милиони жители. Потоа следува Мексико Сити со 14 милиони жители, па Токио со 11,6 милиони и на четврто место е Шангај со помалку од 11 милиони. Дали сте знаеле од каде доаѓаат дијамантите?
Додека геолозите имаат различни мислења околу тоа како навистина се формираат дијамантите, се согласуваат околу тоа дека се формирани од јагленород и дека големата топлина и притисок низ милиони години се потребни за да се добие дијамант. Оваа топлина и притисок се смета дека постоеле во времето на растопени карпи пред да постои површината на земјата, односно кога вулканите имале можност да ги креираат тие услови. Една работа околу која сите се согласуваат е дека дијамантите се најцврстите и еден од највредните супстанции кои човекот ги познава. Не само дијамантите се употребуваат како накит, туку повеќето од нив се употребуваат во индустријата за сечење на цврст метал, за иглите на снимачите, за транзистори и многу други видови опрема. Јужна Африка произведува околу 80% од светското производство на дијаманти, потоа Русија и Јужна Америка. Дијамантските наоѓалишта во Јужна Африка се пронајдени во 1866-та, кога еден фармер со децата пронашол интересно камче во реката, кое потоа се претворило во дијамант вреден 2500 американски долари. Иако денес се произведуваат дијаманти, повеќето се употребуваат за индустријски цели и се помали од зрносол. Овие произведени дијаманти во големина за накит чинат многу повеќе отколку да пронајдете рудник и да ископате дијамант во иста големина. Најголемиот дијамант пронајден е Оденскиот дијамант, сега дел од британскиот кралски накит кој имал 3106 карати кога бил ископан. Дали сте знаеле која била првата зоолошка градина? Најстарата колекција на животни, сепак не јавна зоолошка градина, за прв пат ја формирал Шулги, владетел на Ур, денешен југоисточен Ирак, во 2400 година пред нашата ера. Кралицата на Египет, Шатшепсут, собирала животни од сите делови на Африка и за прв пат ја формирала првата вистинска зоолошка градина во 1500 година пред нашата ера. Кинескиот император Вен Ванг, следејќи го нејзиниот пример, во 1100 пред нашата ера направил огромна зоолошка градина за да го покаже своето богатство и моќ. Оваа зоолошка градина е наречена градина на интелигенцијата и завземала околу 1500 акри, а во неа имало животни од сите краишта на неговото царство. Големи колекции од птици и животни се чувале во јавни зоолошки градини во Стара Грција, за да можат студентите да учат. Старите римјани донеле животни од различни краишта на светот и ги чувале во приватни зоолошки градини. Многу од тие животни биле употребувани и за борби во Колосеумот со слугите и затворениците. Иако интересот за зоолошките градини опаднал во Европа неколку стотици години, истражувањата во новиот свет го обновил интересот. Зоолошката градина во Виена е формирана во 1752 година од страна на императорот Франц Жозеф во чест на неговата сопруга Марија Тереза и е еден од најстарите кои се уште постојат. Според некои податоци, зоолошката градина во Сан Диего во Калифорнија ја има најголемата колекција на животни денес, околу 5100 животни. Минутите посветени за хороскоп, затоа слушајте внимателно. Почнуваме со зодијачкиот знак Овен. Многу е важно да имате објективен поглед врз животот. Иако веројатно си мислите дека ги гледате работите реално, секогаш е добра идеја да побарате непристрасно мислење од некој друг. Денес запомнете дека во некои случаи е најдобро да стекнувате искуство со помош на тугите приказни, наместо да ги искусите работите на својата кожа. Бик. Соочете се со фактот дека ако не се движите напред заедно со останатите луѓе, ќе бидете изоставени. Не дозволувајте да заостанете за другите. Денес е поволен ден за некој нов почеток, па не чекајте и свртете нов лист во односите со некоја личност. Близнаци. Денес посебно ќе ви годи да бидете во друштво. Другите луѓе, без разлика дали се ваши колеги или пријатели, исклучително позитивно ќе влијаат на вашата креативност. Некој неочекуван расход може да ги наруши вашите долгорочни планови. Рак. Денеска се чувствувате великодушни, па не се плашите да го покажете тоа. Придружете им се на вашите пријатели и слободно давајте им помош ако им биде потребна. Без да се двумите, помогнете и на вашата пријателка ако тоа биде побарано од вас и дајте и безрезервна поддршка. Лав. Денес е ден во кој лесно ќе можете да ги убедувате луѓето, па искористете го за да извлечете корист од некоја работа, без притоа некој да остане оштетен. Ако не успеете да направите нешто од првиот пат, одложете го за подоцна, но во никој случај не се откажувајте. Вие мразите неуспеси, па не оставајте некој план да ви стои неостварен. Девица.
Целта на вистина ги оправдува средствата, но тоа не значи дека постојано треба и целосно да се раководите од оваа изрека. Учтивоста е одлична алатка која ќе ви помогне во остварување на вашите намери. Не мора да значи дека безкомпромисноста е единствениот начин да дојдете до она што го посакувате. Вага. Слушај, камераману, кога сте позитивни, лесно е да привлечете добри работи кон себе. Денес вашиот оптимизам ќе ви донесе убави можности за напредок на професионален план. Ова е одличен ден ако сакате да преземете некој ризик. Саше, само не претерувај. Шкорпија, не правете се дека ништо не допира до вас. Признајте си дека ви е важно што мислат другите луѓе за вас. Така ќе ви биде полесно да се прифатите себе си со сите позитивни страни и недостатоци. Денес ќе направите еден голем чекор напред кон градењето на поголема самодоверба. Стрелец, некој или нешто ве присилува на брзина да донесете одредено решение или да повлечете некој потек. Притисокот што го чувствувате воопшто нема да ви помогне да реагирате правилно. Не бидете брзоплети и не дозволувајте некој да ве избрза. Вие самите диктирајте го темпото со кое ќе се движите во животот. И Јарец, денес застанете на страната на великодушност. Ако решите да му помогнете на никого, не очекувајте и не барајте нешто за возврат. Правете им го тоа на другите што сакате и вам да ви го прават. Верувајте дека на еден или на друг начин ќе бидете наградени за се што сте сториле. Предпоследниот зодијачки знак Водолија. Многу обврски на работа ве исцрпуваат, но во исто време и ве исполнуваат. Бидејќи вие не сте личност која стои во едно место, динамичниот живот ќе ве инспирира. Денес ќе станете нечи љубовен советник. Некоја блиска личност има потреба од вас, па не го игнорирајте нејзиниот повик и апел за помош. Риба. Не дозволувајте некој да ви го расипе позитивното расположение и да ви го згасне оптимизмот. Ваквото ваше однесување е исклучок и клуч за успех, па само продолжете во истиот стил. Обкружете се со динамични луѓе кои ги делат вашите ставови. Тие ќе ја избистрат вашата визија и ќе ви ја зголемат креативноста. Тоа беа минутите посветени за хороскопот, а сега веднаш одиме со еден интересен прилог, се враќаме стотици години наназад и ќе доловиме нешто од атмосферата, а ќе научите и нешто повеќе за тоа како изгледало скопското корзо во минатото. Уживајте! Скопското корзо место за забава и прошетки. Улиците, парковите, куќите, луѓето и секојдневните случувања во градот ја представуваат душата на еден град. Еден таков белег на градот представувало и Скопското корзо. Се што требало да се покаже во градот се покажувало при прошетките на корзото секој ден попладне, а особено во неделите. Развојот на градот влијаел и на изгледот на корзото. Во 1919 година улицата Крал Петар била крива улица со калдрма, каде што шетале млади луѓе со сиромашна облека и ниска култура. Веќе во 1925 година сликата на корзото оддавала пријатна атмосфера, додека во 1935 година на корзото се забележувале госпогици и господа со лаковани чевли, свила и француски парфеми. Култура која во 1938 година веќе представувала стандард. Корзото на главната улица Крал Петар било душата на градот, каде што на попладневните променади секој се однесувал според непишани правила. Сите на корзото знаеле дека треба да се шетаат во својот дел на улицата. Девојките шетале на средината на улицата, а влюбените парови се шетале на главниот тротоар. По одредено време, корзото од улицата Крал Петар се префрлало на џавте корзо кое се простирало од улицата Цар Душан до железниот мост покрај кеот на реката Вардар. Најголемиот број од шетачите на ова корзо биле представници на работничката класа. Општата слика на корзото представувала разновидност на шетачи, млади, стари и деца кои продавале разни производи, главно храна. Во 1930 година полициската станица на градот Скопје издала наредба за однесувањето на корзото. Со оваа наредба било одредено движењето на корзото, шетачите на улицата да се движат по десната, а се враќаат по левата страна. Младите девојки кога се движеле на корзото се фаќале под рака со што правеле турканици, па затоа ваквото движење во групи не било дозволено. Родителите своите деца под 10 годишна возраст не смееле да ги носат на корзо, а било забрането возење на колички по улицата.
Децата што се шетале на корзото не смееле да изгледаат неуредно, а деца без родители не смееле да се собираат во групи, бидејќи го попречувале движењето на корзото. Шетачите на корзото се познавале меѓу себе. Напредните момчиња се истакнувале со своето однесување и начинот на облекувањето, а познати биле Борис Бучето, Благоја Димитров Чавкарот, Младен, Славе Саздов, Перо Чучков Чучук, Симо Галичник, Томо Лијаку и Кономовик. Младите луѓе и интелектуалците кои се школувале надвор од Скопје ја лансирале модата во облекувањето, а такви биле Петар Антин, Киро Василевиќ, Владо Гашев и други. Познати млади девојки кои се истакнувале со својата убавина биле Марија Шланг Бербер, керка на полковник, Лепосава Аранџеловик, керка на доктор Стојанов, Дидире Ќазин, позната виолинистка и други. Познатите боеми Ен Фан Терибл, интелектуалци и уметници во голема мерка ги посетувале кафеаните. Од нив се истакнувале Драган Лепота, Тоде Пуцар, убавец, Трајко Мимоза, фотограф, Данчо Серафимов, гроф, Борис Шољак, Владо Гашев и други. Тие меѓусебно комуницирале со свој специфичен жаргон. Како што веќе најавив на самиот почеток, поврзано со денешната тема која што ја зададовме, ги очекуваме вашите јавувања на 3130-137 и 3211-906. Значи, денес зборуваме за убавината, за жената, како мајка и домакинка, колку си посветува време на себе, колку таа сака да се ги приушти сите задоволства што ги има на дофат, но можеби ете сите ние живееме во еден поинаков менталитет. Тука ни е нашата гостинка. Сакам да ја представам пред се, да кажам неколку интересни работи за неа. Тоа е дека ова е една успешна жена, токму поврзана со нашата тема, значи собственик на Ламер Козметик салонот, студио за убавина, но прилично поинакво од останатите, затоа што можеби повеќе од 20 години постои со традиција, значи квалитетот оди само во нагорна линија, така што во денешно време тоа е навистина реткост. Македонка Крстевска, здраво, како сте ми? Здраво, добро, благодарам на поканата. Така, ајде да се надоврзаме веднаш на темава. Што мислите вие, колку денешната македонска жена си обрнува внимание на себе и колку таа сака да се грижи за својата убавина вон кухните проблеми, обврски, кујна, работа, деца и така натака? Па стасуваат, бога ми, многу убаво, барам по последниве години. Сега, ако земеме ретроспективно гледајќи, значи почетокот од мојата кариера, како е почнато 93-та година па навака, има доста пораст, да кажеме, во тоа да секој денешнава жена сакат на себе да си посвети максимално внимание и наоѓаат начин како тоа да го направат. Некои можеби само со консултации да не консултираат како треба, ако не можат нели финансиски тоа да го постигнат, али мислам дека општо задоволува интересот како мајка, како жена, како Еве се. вие како жена, како домакинка и како мајка, нели вие сте собственик и нудите секакви услуги за задоволство и разубавување кај една жена, но дали имате нешто баш ваше омилено, одредено за слободното време кога ете сакате да се изрелаксирате? Кога наоѓам време, значи кога сум надвор, бидејќи работам од сабајле до вечер, никаде од 9 часот почнуваме, па се до 20 часот навечер. Релаксација највеќе за себе кога би ја одбрала и кога ја одбирам, обавезно е јогата, обавезно е техника на дишање, медитација, за малку пуштање, релаксирање, природа, колку можам повеќе да искочам и да се прошетам надвор, мислам и да ги посетам таквите рекреативни центри, да кажем. Така. Кажете ми, кои се вашите почетоци? Како влетавте во оваа бранша? Значи, кој е вашиот минат труд, искуство и едукација и по што се разликувате од другите салони, односно кој е онаа козметика за која сте вие единствен застапник? Тоа веќе ми следи од рано детство, да кажем, уште од средното училиште. Бев во Никола Карев во биотехнолошкиот смер, меѓутоа воедно, бидејќи моите родители живеат години во Германија, имав таа прилика да често патувам таму и да бидам по 3 до 4 месеци. Меѓутоа и друштвото во кое што се движевме и во тие летни периоди и се, беа претежно по професија од козметолошкиот дел.
Така да имав прилика да учествувам исто во козметолошките центри на Ламер, значи институтот кој што е за синтетизирање и производство на посебен тип на морски растенија, уствари синтетизирање на субстанции од морето. Така и дојден и таа една сега врвна светска козметика која што е Ламер и позната. Тоа може би малку и лично, затоа и мојот салон се вика Ламер Козметик. Така да со самата едукација како се повеќе навлегува во тие во сферата на козметологијата, на дерматолошките работи, на испитување на самата кожа и сето тоа што е како кожа, како орган на телото, колку е многу битен. Тоа се надевам дека во некој од наредните емисии ќе разговараме што е уствари кожа, анатомски малку градбено да го тоа издискутираме. Така да веќе знаев што ќе се определам во мојата професија. Така да веднаш по завршувањето на средното образование, во исто време, секое лето по 3 до 4 месеци веќе едукативно одев во сите тие институти што се за обука на кадри, кои што се малку попрофесионални, малку подлабоко, бидејќи ние нови простори за жал немаме и навистина би требало тоа тука да се обрне внимание. Така да истигнав со самиот развој на салонот како го отворив во 93 година, па се понатака одев малку по научен пристап во смисла, например, како ќе може да се помогне на разните проблеми, например, на кожата со кои што се содрувавме, да кажеме, доаѓавме до контакт со тие проблематики, поготово кај младата популација, акнозна кожа, инфекции, се, бидејќи сето тоа уствари и доаѓа од тој што не се доволно упатени и не знаат како уствари да се негуваат и како треба во текот на денот како треба да живеат и што треба да применуваат. Со институтот на Кристина Шрамек, да кажем, и сето тоа што сега јас го застапувам и го работам, највеќе што е одбрано во таа смисла што они имаат баш такви производи што се за проблем солвинг. Значи, комплетната таа програма. Ќе ве прекинам, значи да сакам да нагласам. Станува збор за Шрамек. Тоа е една германска козметика, значи многу скапа козметика која што е со врвен квалитет. Македонка Крстевска со Ламер Козметик студиото е единствен застапник во Македонија за истата. Значи тоа е една козметика која што како услуга го содржи грин пилингот, кој што буквално искоренува секаков тип на флека, дамка, стри и така натака, но јас не сум стручна за тоа, затоа е Македонка тука. Во прилог за вас гледачи, веќе гледате дека имаме инсерти пуштени од токму таа козметика и постапката како таа се извршува на некои со такви проблеми на кожата. Може Македонка во прилог на инсертите да почнеш да ни ги објасниш ете по-детално овие работи? Да, сега вака бидејќи во прилог оди веќе третманот на лице, уствари Green Peel како Green Peel Comfort. Ова козметиката на Кристина Шрамек, како што спомнав претходно, претежно е базирана на природна база и е баш концентрирана козметика која што ги решава сите можни проблеми на кожата. Кога ќе речам сите, значи не сум тука скромна, бидејќи тука нема скромност, бидејќи навистина тоа го добиваме. Така, јас имав прилика да го погледнам ова, па пред и потоа кога имаше слики, буквално бев чудоневидена како тоа се отстранило. Да, едно што е отстранувањето, меѓутоа друга е тоа што, например, единственоста и на овие производи е во тоа што тука е медицината, спојот на медицината и на природата во едно. Значи, они имаат потекли традиција од 50 години од постоење, значи тоа не е малку. Они работеле и работат се уште на промена и на усовршување на сите тие производи, па се усовршуваат и други нови препарати и се за овој пазар да им се помогне на луѓето кои што имаат многу проблеми. Green Peel како Green Peel ќе го одвојам бидејќи тој е еден нехемиски пилинг, значи тој е пилинг кој што е направен и составен од билно потекло, меѓутоа толку е унапредено и лабораториски со сите тие субстанции кои што се на природна база, кои што во себе имаат состав од многу алги, од многу минерали, ензими, протеини и сите тие други додатоци кои што на кожата навистина им даваат комплетно регенерирање и обновување, значи без разлика дали се стриите, флеките или било кои други проблеми. Баш во тоа е таа единственост што е. Така да и сите тие препарати и другите кои што се за домашна нега,
Исто така се составени од природна база, кои што баш во себе имаат се она што треба да го имаат во состав. Од режија ни јавуваат дека имаме гледач на линија. Дали може да го вклучиме? Здраво, за кого? Добар ден. Сигурна сум дека е некоја госпоѓа, затоа што темава не е така. Малку повеќе женска. Добар ден. Здраво, за кого? Добар ден, поздрав до... Добар ден, режија, само малку погласно во студио за да можеме да се разбереме со госпоѓата. Поздрав до Кој ни вас се и до јавува? вашата гостинка. Не се слуша овде во студио. Јас додека да ни го А, тонот. јава Слободанка од Скопје. Здраво, за кого? Да. Дали не отиде гледачката, за жал. Но ајде, еве, кога веќе има заинтересираност, тука Македонка се одлучивме да доделиме една награда до гледачите од вас. Так. Дали вие одлучивте што сакате да ги изненадите, дали ќе е третман за лице, дали ќе биде можеби масажа, што Па одлучивте? можеме да оставиме, може третман на лице и колку да малку видат, да се запознат исто со нашата козметика, така да има Одлично, одлично. Значи тоа во текот на нашиот разговор очекувам некој да се јави. А сега малце да одмориме, ќе се вратиме после прилогот кој што го спремив за убавата жена и за познатите глумици после 40-тата. Што тие ни велат за убавината и како се одржуваат? Да погледнем. Убави, негувани, млади и по 40-тата година. Старењето на кожата е природен процес што не може да се избегне, па затоа наместо брчките и обелената коса да ве фрлат во лошо расположение, потсетете се дека времето не се враќа, но затоа секоја доба има посебна убавина. Дел од познатите жени кои имаат над 40 години добро го знаат тоа, па се трудат да го извадат најдоброто од себе, а тоа е една одлична препорака. Мишел Фајфер, 53 годишна дама која им вели благодарам на незините гени и додава: никогаш не ги скубам вегите, тоа го прават визажистите и тоа само пред јавен настап. Не ја подстрижувам косата, освен кога снимам филм, па тогаш морам. Го одржувам телото, јадам добро и квалитетно и напорно вежбам. Кейт Бланшет, која има 42 години, вели: на 14 годишна возраст се обидов да додадам малку боја на себе, бидејќи да се биде блед како мене воопшто не беше во мода. Джулиан Мур, 52. Додека многумина мислат дека многу важен фактор за перцепција на Мур како младолика и негувана жена се незините одмерени и смирени движења, а таа пак порачува дека клучот е во јогата. Деми Мур, 49 години. Не е важно колку е часот, кога ќе дојдам дома лицето го чистам, а потоа го хидратизирам. Верувам дека нема да ви биде потребно многу шминка, ако многу добро го негувате лицето, изјавува Деми Мур. Кој би и дал 49 години? Ако одговорот е никој, може би една од причините тоа што таа внимателно ја негува кожата, а фокусирана е на незината хидратација. Кортни Кокс, 47, актерката од Пријатели, тврди дека да не беше добриот и квалитетен сон, таа немаше да изгледа помлада од годините што ги има. Джулиан Мур, Мишел Фајфер, ете како тие се негуваат и какви совети ни даваат. Гледачка на линија, здраво, за кого? Дали се слушаме? И ајде однапред да ви кажам малце да го намалите тонот на вашиот екран за да се слушнеме подобро. Кој ни се јавува? Дали се слушаме? Ало? Ете така. Добар ден, повелете. Ало? Представете ни се, вашето име? Ало? Ало, дали ме слушате? Фанија Малевска. Како сте, господјо? Да. Дали Добро, сакате... благодарам, како сте вие? Одлично. Поздрав до вас и до вашата гостинка. Ви благодарам. Дали имате некој свој коментар на темата што ја понудивме за денеска, за македонската жена? Па, темата ви е супер. Секоја жена треба да се негува, меѓутоа во рамките на своите можности, нормално финансиски, нели? Јас
и јас лично многу не ја негувам мојата кожа, по професија сум медицинско лице докторка, па случајно сум дома и ево бих сакала ако може еден третман гостинката што предложи на лице да добијам. Со задоволство. Одлично, баш ми е мило што ќе го посетите салонот Ламер Козметик. Веднаш по вашите јавувања оставете ги податоците во нашата режија и ќе ве контактираме за тоа да ви објасниме каде точно се наоѓа, а потоа ве препуштаме во раците на Македонка и јас сум сигурна дека ќе биде се супер. Одлично, да. Кажете ми колку нашите македонски жени доаѓаат и колку имаат можност да си ја дозволат Шрамек козметиката? Па видете сега, во однос на тоа, за овие 4 години колку што веќе ги застапуваме на овој пазар, можам да речам дека сум задоволна во однос на она колку не познаваат дека постоиме. Значи сега сакаме една нова програма да направиме, затоа и ова го правиме, да ги запознаеме сите наши гледачи, сите оние кои што имаат проблеми на кожата, на лицето. Не зборуваме само за женската популација, тука нормално станува збор и за машката популација, која што навистина имаат и они проблеми. Сега да не ги тргнеме од дневен ред, мада мојот салон е познат малку пофеминизиран, да кажеме, затоа и традицијата уствари кај нас е и таа. Меѓутоа наоѓаме по медицински води, значи тука не се исклучени мажите. Не се исклучени, сите тие проблеми што ги имаат, дефинитивно имаме подруг пристап, во тоа се разликуваме од останатите салони. Значи прво правиме комплетна една анализа и на се комплетно, значи како се хранат, што прават, како се негуваат, како им изгледа еден нивен ден, да кажеме, или животот како до претходно. Значи комплетната анализа нас не доведува до решението што треба ние да го изнајдеме баш буквално за сето тоа. Така да ние правиме напори, бидејќи не е многу ефтина козметика и третманите не се баш сега за нашиот пазар баш нешто ефтина. Сега ако направам јас поредба и со другите салони и со другите козметики, па можам да кажам дека и не е толку, значи да не може да се да биде достапна. Правиме напори да направиме една цена која што на пример ќе можат поголем број на сите тие што имаат проблеми на лица или на кожа без разлика, бидејќи целокупната кожа на телото ја третираме. Актуелно ние овој пат стриите, 1-2 години баш работевме на таа тематика, што отпосле или бременности, губење на еластицитет и на се, не само за решавање на тие што се гнојни инфекции и другите проблеми на кожата. Познати сме во држава, за жал, дека сите новитети во светот малку ги доцниме. Кога точно се појавила оваа козметика, значи и овој грин пилинг како начин да се помогне на секоја кожа, и дали брзо ја донесовме во Македонија или малце касневме? Не, каснеме како секогаш, како што рековте и вие. Каснеме доста, бидејќи кога самиот збор, кога ќе спомнете дека он има традиција од 50 години, и кога јас пред 4 години почнав тука во Македонија, кога сите прашуваа што е тоа, бидејќи не е Диор, не е како што сме навикнати ние на некои така извикани марки и брендови, меѓутоа комплетно 100% се внесов во ова за да можат баш тука на овој регион кај нас да дознаат дека има козметика која што е поврвна од тие што се врвни и слушани, повеќе искомерцијализирани козметики, бидејќи не служи само како неговален третман или производи препарати, толку навистина помагаат. И единствено нешто е најдобро во сето тоа што компонентите се на 100% природна база. Значи постоењето спомнавме дека 50 години, основачот е мајката Кристина Шрамек, па потоа наследува незината кирка, исто Кристина Шрамек, Друсио, сепак по незиниот сопруг, кои што навлегуваат, и она има 3 специјализации направени како алерголог, инфектолог и дерматолог по тој дел како што треба да биде баш во таа сфера. Второ, исто незината мајка отпочнува и како институт за обука на кадри, каде што сум јас исто 3 години од нивното школување веќе го имам, така да и тоа ми е посебно задоволство. Да го тоа овдека пренесам кај нас, така да и ние правиме исто и обука на кадри, сите оние кои што сакаат и со нас да соработуваат. Козметичките салони, имаме неколку козметички салони кои што ние ги одбираме доста строго, бидејќи мораме прво да имаме баш основа
на знање, познавање на козметиката и комплетно на кожата, за да можеме да го препуштиме како третман. Колку ви трае една обука? Една обука трае 2 дена, треба да трае 2 дена. Меѓутоа, ако е неопходно од повеќе, значи ако има некоја основа која што треба плюс тоа ние да ја додадеме, ние ја правиме скоро недела дена. Така да не себично. Така, што е ретко во денешно време, обично кога ќе се биде застапник на одредена работа, значи како е еден единствен салон во Македонија, тоа така себично се чува, меѓутоа ете баш убаво што ние сакаме да сертифицираме и не ги сертифицираме ако во случај на пример обуката не може да се доврши или преценам дека не е доволно знаењето што треба тука да се примени, не се сертифицира, така да без сертификат, ако некој ја сретна оваа козметика некаде, значи не е тоа. Точно. Кажете ми, освен нели ова во кое сте повеќе насочени Шрамек козметиката, што се друго од услуга нудите во Ламер козметика? Бидејќи имаме традиција, ние веќе од скоро 20 години, имаме се, мораме и тој дел да го одржиме за оние наши клиенти кои што веќе се со нас и верно не следат. Имаме комплетна понуда на депилации, на педикир и маникир, масажи. Тука сме сега малку и тука специализирани кон масажите, ги немаме оние класично масажа само како што е за релакс, меѓутоа одеме и тука малку на медицински масажи, на меридијански масажи, значи посебно за исто отклонување и отстранување на болките по телото и така. Третманите на лице исто, значи се комплетно што треба за слабење, за одржавање на кожа и на сето тоа комплетно. Нутриционистички пристап, холистички пристап, сето она што така. Апаратно гледаме колку помалку можеме апаратниот дел, бидејќи знаете како, ако веќе почнете и апаратно да почнете многу апарати како што сега тоа е тренд, да кажеме, јас не го сакам тоа да го направам, можевме да го направиме и да донесеме и да прошириме се, меѓутоа тука ќе изгубевме од оригиналноста и од најлесен е патот на вештачкото, меѓутоа квалитетот е во другото. Квалитетот, затоа што повеќе ќе добиме на квантитет отколку на квалитет. Ве разбирам потполно. Ви благодарам за гостувањето. Ние ќе се дружиме и понатака со други теми од медицината, од убавината. Поздрав! Поздрав и на вас, благодарам. Така, во прилог на овој разговор одиме со одлична музичка номера. Станува збор за Next Time и Убава. Ей, убава, како убаво се смееш, толку сигурна во себе, убава, но не за мене. Вреди кога празна си, кога немаш ти љубов во себе, нема да ме задржиш ти. Ако убава си само, мислиш дека цел свет е твој, ти не вредиш во животот мој. Ако мислиш дека само слика мене ми е доволно, само сакаш од мене, немој да ми губиш време. Убава, што ми вреди кога празна си, кога немаш ти љубов во себе, нема да ме задржиш ти. Ако убава си само, мислиш дека цел свет е твој, ти не вредиш во животот мој. Ако мислиш дека сам
оној прекрасен вкус, што сите го паметиме. Жито Прилеп. Беше тоа денешното издание на Сончевина. Ова шалче го покажува денешниот ден, впрочем, затоа што баш сме полни со зоврие на крв сите. Денеска се случува надпреварот Македонија-Србија во Белградската арена со почет 20 часот и 15 минути. Моите колеги се нестрпливи што побрзо да заминат натака на кај Белград, па потоа ќе ни даваат импресии како поминале. Јас сакам да ви најавам што ќе следува во петочното издание на Сончевина. Освен добрите интересни содржини преку прилози, ќе имаме и гостување на човекот кој што е познат по уметноста, тоа е Сашо Ексклузив. Човекот кој што освен тоа што го бива и е мајстор во фризерајот, многу добро пее и има веќе втор албум, но многу од нас не сме знаеле затоа што не се експонирал доволно, па затоа во следното издание ќе прочепкаме малце повеќе од таа негова втора љубов. Значи, тоа беше се за денеска. Се надевам дека уживавте. За македонската жена сите ваши коментари ќе ги прочитам следната емисија што стигнале на нашиот мејл. Да ве потсетам и за бројовите да бидете спремни за во петок 3130-137 и 321-1906. Голем поздрав до Сашо и Мики Ексклузив, Ламер Козметик. Поздрав од мене, останете во добро расположение со ТВ Сонце. Се гледаме во петок во 10 часот. Чао!